Понекогаш имам впечаток дека за некои теми нема веќе што да се зборува, дека се е кажано. И оваа тема на која што ќе зборувам, односно односите со другите луѓе и што од она што може би го правиме, ни помага или ни одмага во градење на тие односи, може да звучи само како повторување на нешто што ни е веќе познато. Понекогаш, кога ќе се соочам со некои настани, со некои ситуации, со нечии приказни, сваќам дека има уште многу што да се зборува, има уште многу што да работиме на себе, и како поединци, и како заедници, и како општество. Јас сум Жаклина, вие сте на каналот Ти можеш и добре дојдовте во новото видео. Се надевам дека тоа што го зборувам ќе ве инспирира, ќе ве мотивира, ќе ве поттикне да размислите. На почетокот само ќе споменам дека не треба да осудуваме, дека не треба да критикуваме, дека не треба да ги навредуваме другите луѓе намерно и целно, да ги понижуваме, да ги исмеваме, да ги дискриминираме. Мислам дека се тоа есенцијални, базични работи. За нив нема да зборувам. Ќе зборувам за оние кои што навидом изгледаат посуптилни, кои што ние ги правиме, може би не сме свесни за тоа, може би повремено забораваме, може би не мислиме дека прават некоја поголема штета. Ќе се осврнам на многу работи кои што ние, може би, им ги правиме на другите луѓе намерно или ненамерно, сметајќи дека на тој начин ќе направиме нешто добро или тоа некако го сметаме како нормално, како здраво за готово, како дел од нашата култура на живење, како нешто што се провлекува низ многу односи, пријателски, семејни, па не му обрнуваме многу внимание и не сметаме дека тоа може понекогаш да направи и некаква штета во нашите односи или пак да предизвика другите луѓе да се чувствуваат навредени, повредени, во најмала рака да се чувствуваат непријатно во нашето присуство или во нашиот однос. Се разбира дека сите луѓе немаат ист капацитет да го артикулираат тоа, дури да имаат. Понекогаш луѓето не споделуваат, не ги викаат работите со нивните вистински имиња, не ни кажуваат затоа што можеби ќе не повредат и од едната страна сме ние кои што правиме работи понекогаш со најдобри намери, од другата страна се другите кои што не се пронаоѓаат баш во тие наши најдобри намери или не им се адекватни, меѓутоа не ни го кажуваат тоа за да не го нарушат нашето пријателство или да не навредат, и така ние во континуитет градиме односи кои се базираат на работи кои не се доволно расчистени, разговарани, кои не се искрени и кои што може да бидат причина за многу недоразбирања, конфликти, па дури и прекинување на некои односи. И затоа сметам дека е битно да се зборува за тоа. Првото нешто за што ќе зборуваме, не правете предпоставки. Туѓите предпоставки за она што се наши желби, наши потреби, за она што ние го мислиме, го чувствуваме, го сакаме, може да предпоставуваат проблем во комуникацијата и во односот. И затоа да не правиме предпоставки за тоа што е предмет на интерес на другата личност, туку едноставно и просто да ја прашаме. Знам дека не е возможно да не се прават предпоставки. Од многу од нашите предпоставки ние и тргнуваме во многу активности во текот на животот, меѓутоа ја зборувам за оние неизречени предпоставки, за оние кои не ги комуницираме и според нашите предпоставки действуваме или се однесуваме кон другите личности. Предпоставував дека ова ти е потребно, предпоставував дека ова ќе ти се допадне, предпоставувам дека на овој начин ќе придонесам, се само наши предпоставки и тоа е одраз на она што може би нас ни е потреба, одраз на она што може би ние го имаме како мислење, став или како ја гледаме другата личност или како ги разбираме нејзините желби и потреби. Но тоа не мора да е валидно за другата личност. Предпоставував дека сакаш да одиме на ова патување, па резервирав, или сакаш да одиме на овој концерт, дека ќе бидеш слободна идната недела, дека ова не ти значи многу, па врз основа на тоа презедов некои акции. Тоа се само наши оправдувања кои што понекогаш, како што реков, и како може да ги нарушат нашите односи. Затоа не предпоставувајте, прашајте.
Не е проблемот во нашите предпоставки, тие секогаш ќе ги имаме и секогаш ќе постојат и секогаш ќе бидат инспирација за некоја активност. Кога се работи за други луѓе, особено за луѓе кои ни се блиски, кои можеме да ги прашаме, тогаш нема потреба да предпоставуваме. Ако предпоставуваме, тогаш нашите предпоставки е најдобро да ги споделиме со нив. Веќе го спомнав следното, а тоа е прашање и прашувајте, затоа што прашањата и прашувањето се дел од комуникацијата. Меѓутоа, и кога прашуваме, треба да бидеме внимателни, затоа што различни прашања се поставуваат на луѓе кои ни се многу блиски, различни прашања се поставуваат на луѓе кои ни се подалечни, различни прашања се поставуваат на членови од фамилија, различни прашања на колегите од работа. И разлика во зависност од тоа на која возраст сме ние, на која возраст е другата личност со која комуницира. Ако е тоа повозрасен човек, му поставуваме поинакви прашања и начинот на кој му се обраќаме е поинаков, доколку се работи. За некој помлад му поставуваме други видови прашања, друг е начинот на комуникација и треба да внимаваме, се разбира колку тие луѓе ни се блиски, колку се отворени да одговорат на нашите прашања, колку се воопшто заинтересирани да не чујат и да ни го дадат оној одговор кој што за нас ќе биде задоволувачки во тој даден момент. Тука е битно како ги поставуваме прашањата, колку сме јасни, концизни, директни и со која емоција го правиме тоа. Дали покажуваме љубов, внимание, загриженост, желба да помогнеме, да направиме нешто доколку можеме, или прашуваме да го задоволиме нашето љубопитство. И во таквите ситуации, кога сакаме да помогнеме, кога имаме најискрени намери, кога сме водени од некои емоции, од тоа што личноста ја чувствуваме блиска, треба да бидеме внимателни. Затоа што сите прашања не се за сите луѓе и не се адекватни за сите ситуации, а дури како што кажав, треба да внимаваме и на ситуацијата, и на возраста, и во кои односи сме. Ова сега звучи познато и знам дека некој ќе си каже, па тоа кој не го знае. Меѓутоа, слушам прашања кои воопшто не се адекватни, кои не се пристојни. Не можам да ги прескокнам прашањата кога децата на пријателите, да речеме, ги прашуваме, а како помина оваа година, дали ти се сите петки, а што ако не се? Зошто би го ставале детето во ситуација кога би му било непријатно? Зошто пак ние имаме очекувања туѓите деца да ја поминале годината супер и да им се сите петки? Или да речем имаш симпатија, имаш дечко, или кога ги прашуваме луѓе за нивниот брачен статус, па кога ќе се жениш, па кога ќе се мажеш, па кога дете, па што ти се идните планови. Значи сите тие прашања во одредени ситуации може да бидат навистина неадекватни, погрешно разбрани и да навредат и да повредат некои луѓе. Затоа внимателно и со прашањата. А кога веќе прашуваме, тогаш е многу битно и да научиме да слушаме. Значи да го слушнеме конкретно одговорот на она што сме го поставиле како прашање, а не да го добиеме од одговорот она што нас не е потребно и потоа да престанеме да слушаме, или на тој начин да го извадиме од контекст тоа што другиот ни го одговорил и да го залепиме на нашите предпоставки или на нешто што е наше лично, да испроектираме нешто и да чуеме нешто што може би другата личност воопшто не го ни кажала. Само заради тоа што не сме слушале внимателно, само заради тоа што веќе ние имаме некаков став или мислење. И сега едноставно сме прашале, чисто да покажеме дека ете ни е важно што ќе ни одговори другиот, а всушност тоа не е така. Меѓутоа тоа се гледа. Ако сакаме да имаме убава комуникација, не е само битно да умееме да зборуваме, туку е битно и да умееме да слушаме. Ќе ги спомнам и нашите знања, нашите ставови, особено кога се работи за животите, изборите, желбите, одлуките на другите луѓе, кога ние имаме став, кога ние имаме мислење, кога ние знаеме што треба другиот да направи, како треба да постапи, како да се однесува со децата, каков треба да биде кон партнерот, кон родителите, на работното место, па дури одиме и до таму, која работа му е подобро да ја избере во дадениот период, иако најчесто се разбира, не сме прашани за тоа, а не сакам ни да ги спомнувам оние кога знаеме
kako другите треба се облечат, каква фризура треба да имаат и така натаму и можеме да одиме до бескрај со сето ова, со тоа што се ние може да знаеме и да имаме став и да имаме мислење и понекогаш дури најнепристојно и најнекултурно да го споделиме со другите независно на која возраст се тие. Значи, ако се работи за полнолетни, здрави луѓе кои што не зависат на никој начин од нас, кои што не бараат од нас да ги искажеме своите ставови, кои воопшто не прашале за тоа како да си го живеат животот, какви одлуки, какви избори да направат, што да прават со себе си, со својот ден, со својата работа, со својот партнер, како да се однесуваат со другите и доколку тоа воопшто и на никаков начин не допира нас, во никој случај не навредува и не повредува, тогаш се она што ние знаеме како треба, се она што имаме став и мислење, најдобро е да си го сочуваме за себе си, да го примениме на себе и во односите со луѓето кои ни се нас блиски и во секојдневното живење. Блиско со ова се и совети кои што не ни се побарани, едноставно и јасно, ако луѓето не барале од нас совети, ако не барале да ги посоветуваме, да не го правиме тоа. Дури и кога луѓето ќе побараат од нас совет, имаме две опции. Едната е да го споделиме нашиот совет како став, како мислење, како јас во твојата ситуација би направил. И второто е да не очекуваме дека другата личност тоа ќе го направи само затоа што ние сме кажали, само затоа што ние мислиме дека тоа е најдоброто нешто што може да се направи и најдоброто решение. Значи, дури и ако е побарано од нас, дури и ако сакаме да делиме совети, имаме нешто што можеме да споделиме повеќе, како што реков, како искуство, како размислување. И во тој случај да не очекуваме дека таа личност ни должи, тоа мора да го примени, па да ја прашуваме, па да ја препрашуваме, па дури и во некои ситуации да се налутиме, да замериме, ние да бидеме навредени, затоа што личноста не постапила така како што ние сме ја советувале. Ние не можеме да знаеме што е добро за другиот и како другиот треба да си го живее својот живот. Ја немаме проживеано неговата приказна, не го живееме неговиот живот, сепак изборот останува на тој кој што е соочен со дадена ситуација или во некој однос и покрај тоа што треба да научиме да комуницираме, да прашуваме, да слушаме, би било добро и да научиме да молчиме. И тоа да молчиме на многу начини. Да молчиме кога другата личност сака да молчи, да бидеме со низ, во низината молчење, во низината тишина, затоа што некогаш на луѓето им е потребно тоа. Да молчиме и кога сакаме да прокоментираме, ако знаеме дека тоа може да го повреди или навреди другиот. Да молчиме затоа што сме процениле дека некогаш не е вистинско време да го кажеме тоа што мислиме, па дури ако нас во моментот не е многу битно, а свесни сме дека може да направиме штета во нашиот однос или да ја повредиме другата личност и се разбира да умееме да го чуваме во нас, она што другите ни го пренеле во доверба, што се разбира е нешто што се учи, стекнува уште од малино и когаш имам чувство дека премногу зборуваме, премалку се слушаме и премалку умееме да молчиме, да ја почитуваме таа потреба за молчење и за тишина на другите, а како вештина да ја вежбаме и кај се. Сето ова води кон почитување на туѓата личност, почитување на туѓите желби и потреби, на туѓите избори, на туѓиот начин на живот, што исто така води кон почитување на туѓите граници. Ако не умееме да ги почитуваме границите кои луѓето ни ги поставуваат, понекогаш и јасно ни ги покажуваат, тоа не зборува за нив, тоа зборува за нас и дека ние сме луѓе кои што немаме здрави граници, па дозволуваме сите да ни влегуваат во нашиот приватен простор, во нашиот живот, во нашите планови, желби, потреби и да имаат одредено влијание. Поради тоа не препознаваме никога ги преминуваме туѓите граници, дури и тогаш кога ни се јасно поставени и начини на кои го правиме тоа е ова што веќе го кажав. Имаме предпоставки, поставуваме непристојни прашања, не умееме да преќутиме тогаш кога не сме прашани, делиме совети на сите страни, знаеме како треба другите си го живеат животот или ги прекршуваме нивните граници, навлегуваме во нивниот живот, си го пегаме носот таму каде што не му е местото и каде што не ни го собира
I namjesto da si gledame svojite živote i da gi rješavame svojite problemi, predizvici, nije se zanimavame so raščistuvanje tuđi problemi, tuđi prikazni suživenje, tuđi životi. Može biti čudno, međutim nekogaš taka nije mnogo bolesno. Znači, da gi počituvame drugite, da gi počituvame nivnite želbi, nivnite potrebi, nivni od način na život, duri i togaš koga nas neni se dopaja. Zato što na kraju na krištata uopšto neni bitno da li nas ni se dopaja, da li nije se soglasuvame, kako što rekov, ako se raboti za uzrasni, relativno zdravi ličnosti koji na nikoj način ne se zavisni od nas. Pa i duri da se i togaš ima pravo na sopstvena ličnost, na sopstveni želbi i izbor. Nekogaš jednostavno ne nije mjesto da univnite životi i treba da se sočimo s to i da ga prihvatime i so ljubav da dozvolimo ljudeto da gi donesuvat svojite odluke, svojite izbori, da si go živjeti jednostavno svoj život, da se od ovo što go zborovam se odnesuva i na naš odnos kom pomladita pa i kon decata. Da počituvame ličnosta, njegovite želbi i potrebi, to ne znači deka treba da gi ispolnime, to ne znači deka ne treba da ukažeme na to što od naša ta perspektiva je generalno loše, generalno dobro, to nije zadačak, to treba nije da go pravime. Međutim, ponekogaš pravime pregolem pritisak, zato što nije sme возрастните, pa tije se decata, pa tije ništa ne razbira. I na kraju na krištata ima pravo na greške, kako što i nije sme gi imale i deka grešat i će grešat i deka taka preko sobstvenite greške učat svojite lekcije, steknuvat svoje iskustva, pa da se obideme, da mi bideme poveke podrška, poveke učiteli, poveke ljudje koji će bidat tuka, da im pomogne, da gi podržat, da gi slušat, da gi prašat, a ne nekoj koji što gi nametnuvame našite stavovi, znanja, kako jedinstveni, verojatni, jedinstveni možni. Se nadavam deka ova video nekomu će mu posluži, se nadavam deka će me podsjeti na nekoj raboti koji već gi znajem, međutim ponekovaš gi zaboravam, so najdobri nameri gi prekršuvame tuđite granici, svojite granici, gi proiznesuvame svojite stavovi za koji nismo prašani, no kako što kaže, site sme ljudje, site ponekovaš grešime, site ponekovaš izbrzuvame, site ponekovaš mislime deka pravime dobro i deka znajeme nešto, međutim so tek na vrijeme se pokažuva deka ne bilo taka, deka i nije sme bile u zabluda, i nije sme pogrešile. Do seto je to del od našeg život, od našeg rast i razvoj i seto to je čovečki. Ako komunicirame za site tije raboti, mislim deka mnogo bolesni pojednostavno će se razrešuvati, će imame mnogo podobri odnosi s drugim. Blagodaram što me sledite, stavite like na ovo video, ako vi se dopadne, preporučajte go nekomu. Priključite se na kanal, odnosno stisnete na dugme to subscribe, ako to neke niste go napravile. Imajte ubav den, pa večer i so nekoj novo video na nekoj nova tema.